Веќе го најавивме рецептот за денеска со мал ризик дека Љупче ќе ни заглави во собраќајот, но ни пристигна. Љупче, добро дојде. Добро ве најдов. Поздрав до сите гледачи, поздрав до целата екипа на телевизија Телма. Стигнав на време, се надевам. Те фати метежот? Да, секако многу гужва низ Скопје. Знам, ја доаѓам скрос од другиот крај, до тука имам 20 километра, побрзо стигам до Штип него ли до тука. Меѓутоа ќе успееме затоа што овој рецепт нема толку многу за подготвување, значи едноставен. 3 чекори? Да, правиме песто од сремуш или див лук, една од најздравите билки во природата, можам слободно да кажам. 96-та година е прогласен за медицинска билка на годината, со сите бенефити што ги дава и е еден од најдобрите чистачи на организмот, затоа и го нарекуваат мечкин лук. Знаеме дека мечката преку зимата хибернира, односно не се храни, во длабок сон, што значи дека истата крв и врти цело време, при што нормално сепак се создаваат слободни радикали и многу токсини во самиот организам, и мечката кога се буди од сон, обично го конзумира неколку дена само мечкиниот лук за да се исчисти, да го исчисти своето тело од токсините, и обично тој расте на надморски висини над 1200 метри, онаму каде што има мечки, и по нејзиното име, по мечката е наречен мечкин лук или сремуш, и има многу бенефити, а има и многу изразит мирис и вкус на лук, затоа што содржи дури 20 пати повеќе алицин, тоа е она состојка која дава специфичната миризва и вкус на лукот. А освен тука имаме и многу хлорофил во самиот зелен лист, што е зелено. Знаеме дека има хлорофил, а знаеме дека хлорофилот е еден од најдобрите чистачи на организмот. Така да имаме све во едно, не ни треба ништо посебно да додаваме, го правиме со ладно цедено масло, оставаме мечкиниот лук, додаваме ореви за да добиеме убава кремаста смеса. И на тој начин добиваме еден прекрасен намаз на лепче, и одлично оди исто и со било кои тестенини. Така, и сега кога зборуваме за сремушот или мечкиниот лук, покрај ваквата комбинација, односно рецепт пестото кој што денеска ќе го представиме, може да се комбинира и со салата, така? Со свежа салата, што одлично оди со салата, меѓутоа на сите оние кои што го имаат или го набавиле на некој начин, не препорачувам да се конзумира само мечкиниот лук. Тој како салата, само од него треба да се помеша, да речеме, со марула, рукола или некоја друга салата, исто може со зелка, било што, затоа што внесувањето на големи количини може наеднаш да направи детоксификација, што воопшто не е добро, па да се добие и диареја. Треба да се внимава некаде, просечно една салата треба да има некаде околу 12 до 15 листа, нели зависи од тежината и од возраста. Така да моја препорака е таа количина, неколку пати во текот на денот може, и за доручек, и за ручек, и за вечера, меѓутоа не наеднаш во цревата, затоа што може да го створи тој ефект на нагло чистење на организмот, и кога имаме таква силна детоксификација, обично се активира тој дел и во цревата кај што се јавува диареја, а ние не сакаме нели до тоа да дое, сакаме постепено и затоа треба да се јаде умерено. Да, затоа треба да се јаде умерено, треба да се јаде, значи со нешто што е интегрално. Ние имаме тука леб без брашно, значи направен, така да тој е најдобар заедно со мечкиниот лук да се конзумира, затоа што тој има нели многу растителни влакна, и во една симбиоза заедно со мечкиниот лук ќе направи одлично чистење на нашиот организам, или интегрални тестенини со пестото или намазот кој што ќе го направиме сега, одлично оди, не повеќе од 2 лажици во чинија, за да не го направиме тој ефект кој што го споменав пред малку. Така. Јас ќе те прашам каде го има мечкиниот лук и каде ти го набра, затоа што тоа се случуваше минатата недела кога се слушнавме, но ајде претходно можеме да го подготвиме пестото, па потоа кога ќе го мачкаме на лепче ќе може да ги слушнеме и сите овие детални информации од тебе за оние кои што можеби и сакаат и можат луѓето да си наберат. Јас ќе кажам, значи, сега не би го ставил јас целиот мечкин лук да не ни дојде премногу. Ставаме маслиново масло. Сега, исто така ми треба сол, само да ми помогнеш. Некаде од прилика би требало најмалку 100 до 150 милилитри ладно цедено масло. Сме зборувале за тоа зошто треба секојаш ладно цедено масло да се користи.
најголем проблем на денешницата и најголема смртност предизвикуваат срцевите заболувања кои што се последица на сите оние трансмасти и рафинирани масти кои што ги имаме. Мислам дека ова е солта, да не те прескокнувам. Ќе додадеме сол, од прилика некаде на оваа смеса би требало некаде малку повеќе од половина лажиче и сето тоа полека го блендираме. Не мора за овој за мечкиниот лук и не мора за овој песто не мора некој многу силен блендер за разлика од другите работи кои што сме ги подготвувале. Би го додал и другиот дел. Да, тоа по мерката се гледа кога го правиме, нели? Кога го подготвуваме. Да, од прилика мислев дека е многу, меѓутоа имаме убав квалитетен орев кој што и тоа е тоа, значи пестото не е готово. Некаде колку ни треба, некаде за целата подготовка најмногу 15 на минути со сета подготовка да речеме. Сега во некој лажичка ни треба, така? Би можеле да ставиме една лажичка. Или може и оваа дрвенава, ако се сетиш. Ајде да. Се едно. Колку време тебе ти одзема берењето на мечкиниот лук, бидејќи ти секоја сезона, односно периодот од годината, го правиш ова, значи одиш на бирење. Па треба да се внимава малку со мечкиниот лук, затоа што тој има слични двојници, меѓутоа искусен берач, па и оној кој што не е искусен, внимава. Најпроблематични се оние кои што мислат дека знаат, тие што не знаат не прават грешка, прашуваат. И обично има и мразовец и има уште, сега го заборев името на уште една билка која што е слична на мечкиниот лук, меѓутоа не може да се промаши, затоа што мечкиниот лук има специфична миризба, како што кажав. Сега најпристапен е овој сега кај што го набрав. Да кажеме за гледачите, пошто споменавме. Да, јас ќе ги мачкам, ти додека можеш. ги мачкаш, јас можам да кажам кај се можеме да го најдеме мечкиниот лук. Најпристапен е на Кожув, ова е набрано таму. Значи, кога се оди на кај скијачкиот центар, после туристичката населба или село Смрдлива вода, значи од Гевгелија, и таму го има покрај самиот пат. Штубава зелена боја. Да, има многу хлорофил. Таму го има покрај самиот пат и е најпристапен. Исто така го има и во Скопско, кај нас, на две локации, на Скопска Црна Гора, меѓутоа таму нема пристап со возило, треба да се оди некаде 7-8 километри пешки. И го има исто така на Китка. И таму кога се оди на кај планинарскиот дом, меѓутоа таму треба теренско возило, со обично возило нема пристап. Значи тоа се трите локации Ти си организиран добро, со искуство. Тоа се трите локации од кои што јас го набавувам. Ова ми е прв пат на Кожув и можам да кажам дека ова е најквалитетниот мечкин лук до сега што сум го набрал на Кожув, затоа што најверојатно доле сме на југот, има повеќе сонце, има влага што е многу битно, значи му треба и влага и сонце. И исто така можам да кажам дека овој е малку поголеми се листовите за разлика од овие што сме ги берели, да речеме, на Китка или на Скопска Црна Гора. И вкусот е фантастичен, ќе го пробаме, ќе се увериш во тоа. За мирисот сме апсолутно сигурни или за мирисот, интензитетот кој што го спомена? Дури мислам и во режија ќе го осетат мирисот од тука. Меѓутоа тоа е лекот, тоа што мириса е алицинот кој што е најдобриот чистач и е најдобриот природен антибиотик. Морам да кажам дека многу добро делува на деца кои што имаат паразити, многу лесно може да ги исчистат паразитите со користење на мечкин лук, а сите деца сакаат тестенини. Вака за дете доволно една лажица мечкин лук и многу лесно ќе ги исчисти цревата кај децата, затоа што децата имаат перисталтиката на цревата кај децата е многу поразиграна,
тие не имаат помалце токсини, кои имаат паразити, многу полесно се чисти за разлика од кај нас возрастните. Така, и сега за тие што знаат, можат, умеат да го разпознаат, имаат желба да го берат, ќе си имаат мечкен лук, ќе си уживаат во вкусот. За тие што тоа не го прават, го имаме на пазарите, така каде можеме да... Па не знам искрено кај го има, ја верувам дека го има на пазарите, исто така може да го набават и кај мене, кој сака, имам некоја количина, нешто може и да подарам, не е проблем. Колку време стои? Па стои некаде една недела, може да стои во фрижидер или вака направен како песто, може да се стави во теглички, може да се стерилизира во рерна, некаде на 70 од 70 до 100 степени за 15-20 минути тој е веќе стерилизиран, веќе кога е постигната таа температура и одличен е за конзумирање. Одлично. И тоа, јас само за крај сакам да кажам уште нешто. Ајде. Сите нели кои што се љубители на планинарење на мечки лук, може и да направиме некоја тура каде што ќе одиме сите заедно да береме. И уште една информација, сите љубители кои што се на велосипедизмот, во недела во Илинден, во организација на МТБ Илинден, во која што сум член јас, и организираме тура во срцето на Илинден. Значи поаѓање во 9 часот, обезбедено е музика, храна, пијалоци, све. Сите кои што сакат да учествуваат можат во спортската сала во теренски, мора велосипедот да биде планински, за да може, затоа што возиме по планински предели, поточно по ридски предели во општина Илинден, правиме еден прекрасен круг каде што на крајот имаме диџе, музика, храна, пијалоци. Сите кои што сакаат во недела ги поканувам, што сакаат здрав живот и спорт. Супер, одлично. Верувам времето ќе послужи за сите кои што се заинтересирани, возат велосипеди, сакаат да уживаат во природата. Веројатно ова стои како информации на твојата Facebook страна или ќе стои. Да, секако. Да, за сите дополнителни или информации кои што ги сакате од Љупче Бубетрајчев, како на енциклопедија за сите работи кои што досега сме ги зборувале, нели неговата Facebook и Instagram страна и Биогарден кој што теков нели редовно си го работи. Ќе уживаме ние во ова песто од мечкен лук, доколку го имате, доколку и вие можеби сте си набрале, можете да го подготвите рецептот. Таа се разбира во следна прилика Љупче со нова идеја и нов рецепт, секогаш оригинален. Благодарам, поздрав до сите гледачи, се гледаме во следна прилика.